Доколку е законски регулирано и транспарентно, тогаш лобирањето е дел од процесите на демократијата и како такво може непречено да се одвива, но потребно е сите инволвирани страни да бидат правилно информирани. Председателот на Државната комисија за спречување на корупција Адем Чучулј денеска ги презентираше резултатите од медиумската кампања за подигнувањето на јавната свест за лобирањето, кој по 3 години од донесувањето на законската регулатива останува во доменот на сивата зона. Овие резултати покажуваат дека регулираното лобирање и транспарентноста имаат одек кај јавноста. Комбинацијата на голем досег, повторливо прикажување на пораките и голема вклученост ни овозможуваат ефективно да им ја представиме темата на граѓаните, да ја подигнеме свеста за важноста на транспарентното лобирање и да го поттикнеме интересот на јавноста за тековниот реформски процес. Генерално, дигиталната кампања обезбедува цврсти темели за идни напори во насока на промовирање транспарентноста, отчетноста и јавното разбирање на регулираното лобирање во Република Северна Македонија. Председателот на ДКСК посочи дека досега во Македонија е регистрирано едно лице за обавување на дејноста лобирање, а за да оваа дејност стане практично применлива, потребно ќе биде и дополнително согласување на законската регулатива. Целта и на овој закон и на нашите европски партнери кои што го промовираат е да имаме влијанието кој што се врши врз носителите на јавни одлуки да биде забележано. Тоа е целта на самото лобирање. Дополнително што прв регистриран поединечен лобист има и голем број, веруваме дека има голем број лобисти, но тие не се регистрирани и не се јавно достапни нивните податоци. Кампањата за подигање на јавната свест за лобирањето во земјава е во соработка со ИПА проектот, поддршка на ЕУ за владење на правото.